имаме нели влез, input и излез, output на енергија, дали е тоа преку протеини, хидрати, небитно, гориво, храна. При влез ние се осеќаме, што повеќе храна имаме, се осеќаме поухранети, посилни, поимуни, со подобар базал метаболизам. И сега каков output, каков излез ќе даеме на храната, на горивото, тоа е друго. Меѓутоа, можеме да дадеме излез преку гладување, пример, јадеме и гладуваме 15 сати, пример. Потрошуваме во мирување и даваме излез на калории. Можеме да направиме output излез и со енергетска потрошувачка преку кардио. Секогаш е поздраво многу да јадеме и многу да трошиме преку тежински, преку кардио, отколку другата најнездравата варијанта, малку да јадеме со цел да слабееме и малку да трошиме или да не трошиме. Да се ослониме само на онаа пасивна потрошувачка, што е погрешно. Втората опција е секогаш погрешна. Тоа не може вечно до каде ќе оди тој дефицит. Еднаш ќе скратиш од 2000 на пример на 1200 калории, телото ќе се адаптира на 1200 калории и што потоа? Удираме од зид и потоа мораме промена. Кратична масти, кратична хидрати, хормоните опаѓаат, да не се лажеме, расположението многу опаѓа. Има диети по интернет по 600 калории.